ВМРО-ДПМН апелира до институциите кои што се грижат за владење на правото да не приведуваат недолжни луѓе, брзајќи да покажат некаков резултат за немилите настани кои што се случија во собранието. Во текот на вчерашниот ден до нашата партија пристигнаа информации дека се приведени повеќе луѓе кои што не сториле никакво насилство или кривично дело, а полицијата ги држела со часови во полициска станица и апелираме до Министерот за внатрешни работи да не ги пречекорува тие надлежности, бидејќи дел од нив добиле и притвор без елементарен доказ дека сториле било какво кривично дело или насилство. Треба да се разграничи многу прецизно неколку часовното влегување на одредени граѓани во собранието, во Народниот парламент, заради насобран револт и гнев од антидржавните политики на Социјалдемократскиот сојуз, од оние неделовнички и други постапки кои што биле спротивни на демократските процедури и да се разграничи од оние поединци кои што без оправдување и без никакво прифаќање нанесле тешки телесни повреди на присутни, пратеници или други личности во собранието. МВР и обвинителството треба да се свесни дека за некого да приведат и изнесат пред суд, треба да имаат црсти докази за сторено кривично дело. Исто така, јавното обвинителство и судовите не смеат да имаат различни аршини за ваквите настани од настаните при насилствата врз полицијата направени од шарените протестанти изминатата година, кои што протестираа, беа подплатени за тоа и вршеа насилство врз македонските полицајци, демолираа одредени институции или истите ги оштетија. Од оние информации кои што ги добиваме, дека некои лица добиле и притвор заради вербални деликти, а без извршено физичко насилство. Од тука апелираме до судот да внимава при носење на одлуките и да се држи исклучиво до фактите, доказите, до восстановената пракса, а не да понесува некаква партиска наклонетост, зависно од тоа кој на која политичка институција или државна институција припаѓа. Подсетуваме дека предизвикувач на овој народен бунт и револт е токму Социјалдемократскиот сојуз, која што 60 дена ги игнорираше граѓаните, нивното мислење, нивните протести, кои што мирно и демократски протестираа, ги провоцираше со навреди, со погрдни зборови, со маловажувања и конечно на денот на против деловничките и незаконските обиди за избор на председател на собранието, го направи тоа токму во часовите кога знаеа дека на најголем можен начин можат да го предизвикаат тој револт. ВМРО-ДПМН континуирано и јавно предупредуваше на сите ризици од ваквиот однос на СДСМ и од можна ескалација и го замолувавме и председателот на СДСМ да не прави, да не превзема никакви чекори што можат да ја подгреат таа сензитивна атмосфера, но очигледно дека уцената кон него за спроведување и прифаќање на постизборната платформа од Тирана беше поважна и поголема обврска отколку зачувувањето на разумот, рационалноста и соодветното однесување како одговорен политичар. Го предупредуваме и министерот за внатрешни работи, господинот Нухију, да не врши притисок на вработените во министерството по секоја цена да апсат што повеќе луѓе без основ со цел тој да добие политички поени или да се покаже како многу способен. Само еден невин уапсен човек е поголем преседан за кој ќе се бара одговорност, доколку се докаже дека бил приведен без основ и без докази. А најголемиот преседан сепак се случи со кршењето на деловникот и со незаконскиот избор на господинот Џафери за председател на собранието. Другата работа што исто така сакам да ја истакнам во име на ВМРО-ДПМН се и понатамошните провокации кои што не носат добро ниту за граѓаните,
ниту за довербата во општеството кој ги врши господинот Талат Џафери. Со истакнувањето на знаме на друга соседна држава, на Република Албанија, во институцијата Собранија на Република Македонија и кабинет на председателот на Собранието. Сметаме дека ова не само што е незаконски потек, туку е потек кој што може да ја комплицира и така чувствителната ситуација. Ваквиот потек само покажува дека СДСМ веќе прифатила и веќе започнало реализирањето на платформата од Тирана, која што е уцена за поразениот на изборите СДСМ и ЗАЕВ да можат да бидат мнозинство во Собранието. Само ќе кажеме неколку примери зошто ова не е ниту добар политички потек, ниту потек кој што ќе ги зголеми меѓуетничката доверба и соживот, ниту пак е потек кој што е европска пракса. Замислете во Република Полска председателот на полскиот парламент да го истакне таму знамето на Германија. Замислете во Бугарија, во Бугарското собрание председателот на парламентот да го истакне знамето на Република Турција. Или замислете во Република Латвија или друга балтичка држава, председателот на парламентот да го истакне знамето на Руската Федерација. Тоа ќе биде не само незаконски, туку ќе биде и политички неодговорен чекор и провокација која што понатаму ќе ги усложни состојбите во и онака чувствителната ситуација во Република Македонија.